Најголемиот дел од државните нафтени резерви се чуваат во складишта на 4 компании во државата. Помал дел се складира во резервари кои што се во државна сопственост. 4 компании Окта, Макпетрол, Лукойл и Супертрейд, каде што се чуваат државните нафтени деривати, за ова услуга добиваат пари. Но имаат обврска во секој момент дериватите да ги стават на располагање на државата, откако владата би решила да интервенира на пазарот. Од Агенцијата за задолжителни нафтени резерви велат дека се контролира до литар колку нафтени деривати има, односно дека во секое време и се на располагање на државата. Се башку ме инспекторатин штетрор të tregut dhe në bashkëpunim me institucionin ton shkojmë në magazinet e tyre, i kontrollojmë dhe gjithçka deri më tani është gjithçka në rregull. Do thotë sasitë janë të gatshme të intervenojnë në treg në çdo moment kur qeveria kërkon nga ne. Kompanitë kanë obligim ligjor t'i ruajnë në çdo kohë t'i përgjigjen litrat të cilat ne i kemi ble, faktikisht tek ta janë. Ne kemi një trup inspektues të akredituar, me të cilin shkojmë së bashku dhe bëjmë maqet dhe konstatojmë a i kemi litrat aty apo jo. Поред првиот човек на агенцијата, нафтени деривати има доволно за околу 60 дена да се покрие просечната потрошувачка во државава. Вели дека редовно 2 пати годишно се обновуваат залихите со цел да се задоволат зимските и летните стандарди на горивата. Според календарот, во овој момент е периодот кога треба да се набават количините кои одговараат на летните стандарди на дериватите. Садики вели дека има доволно средства за набавка на дериватите, но доколку е потребно, владата е тука да помогне. Është në proces e sipër, kemi mjete, por në qoftë se kemi nevojë, atëherë me siguri do të kërkojmë edhe ndihmën e qeverisë. Për momentin ne pjesa materiale e sigurojmë nëpërmjet drejtorisë doganave, ku për çdo sasi të importuar ne morim një pjesë të parave me të cilat pastaj edhe i ruajmë, edhe i mirëmbajmë, po edhe një pjesë prej tyre edhe blejmë. Инаку Европската директива предвидува државите да имаат нафтени резерви со кои може да покријат просечна потрошувачка или нето увоз за 90 дена. Нафтените резерви можеби се на задоволително ниво, но се уште сме далеко од европскиот стандард за 90 дена. Има две причини за тоа. Првата е во парите, втората е во просторот каде би се складирале овие деривати. За крај од агенцијата вела дека иако сме за околу 30 дена кусок во однос на европскиот стандард, сепак со нафтените резерви стоиме најдобро во регионот. Причината, како што велат, е што имаме законско усогласено со европската регулатива, но и тоа што нашите нафтени резерви се чуваат во државава. Дел од земјите во регионот пак ги чуваат резервите во капацитети во соседните држави, бидејќи немаат доволно сопствени складишни капацитети.